Почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувам председател на собранието господин Талат Џафери, денес овде се наоѓаме по ваша интерпелација и вие треба да се запрашате зошто се наоѓаме денес овде. Не можете само да ја префрлате вината на сите други. Пред да започнеме треба да се соочите со фактот и да знаете дека позади оваа интерпелација стои повеќе од половина Македонија. Повеќе од половина Македонија се подпишани на оваа интерпелација. И наместо да разговараме за власта, за владата, за онаму каде што не донесе оваа влада да е неподносливо живењето во државата, Талат Џафери лично со своето непринципиелно, противуставно, противзаконско работење се поставува како жив штит и собранието го фрла како топовско месо, како жртва во заштита на владата која што има само и само криминални побуди. И ајде да поразговараме како дојдовме до оваа ситуација. Да погледнеме како Талат Џафери го води собранието, впрочем и каков беше неговиот одговор. Секогаш се наоѓаме во еден расчекор помеѓу минатото и днината. Секогаш кога постапува неделовнички или противуставно, зборува за некои минати времиња. Кога бараме да се јавиме за збор или да се почитува процедурата, зборува за процесот Жан Моне и зборува за иднината. И секогаш не остава во еден празен простор, а празниот простор секогаш се случува денеска. И денеска се случува целиот криминал. Денеска се случува целата фарса. И внимателно го слушав вашиот одговор овде на интерпелацијата кога повикавте практично пред да го фрлите првиот камен, погледнете се во огледал. Ајде да зборуваме кој го фрли првиот филџан. Па сега да се погледнеме во огледало. Ајде да зборуваме, не јаман, колега Јова, не јаман. Да погледнеме како ни течат комисиите, да погледнеме како течат и како се донесуваат одлуки, да погледнеме кој се не ги почитува процедурите овде во собрание. Жалосно е на колеги пратеници да ги заклучувате вратите. Вие деловникот го знаете подобро од мене. Правото да се јавиме на реплика трае, седур првиот репликант не започва со говорот. И вие го знаете тоа. И тоа е еден факт, непобитен факт. Вие по завршувањето на говорот на колегата Фадил Зендели наредивте да се заклучат вратите. И овде не зборувам за оној момент и оној скандал кој го виде цела македонска јавност. Зборувам за неколку денови порано. И постапувавме и апелиравме да не постапувате на тој начин. Повторно, уште еднаш се дрзнавте да ги затварате вратите. И на крајот толкувате дека тоа било регулирано со деловникот. Точно. Затворањето на вратите е регулирано со деловникот, меѓутоа има процедура и има чиф интерес да заштитува. Кога станува збор за поименично гласање, може да биде ускратено движењето на пратениците и правото да се движиме затоа што се заштитува правото на граѓанинот да знае за кој пратеник како гласал за кое законско решение, а не кога тоа ќе му текне на Талат Џафери. И ова не е лично против Талат Џафери, интерпелацијата е против спикерот, против председателот на собранието. Затоа што како председател на собранието вие треба да ја представувате законодавната власт. Вие треба да бидете чувар на процедурите. Преку чување на процедурите се очува и се задржува демократијата. Затоа што имаме ситуација во кој што имаме економска катастрофална ситуација. Имаме порази на меѓународен план. И за жал овде во собранието се случува да имаме и пораст на демократијата. Затоа што демократијата се гради и треба секојдневно да вложуваме во нејзин раст. А не може со неодговорно постапување, со единствена цел, а тоа е да се заштити владата од гласот на народот и од она што има да им го порача народот. Еве јавноста нека ги погледне само последните 2 дена. И за среќа имаше новинари и го следеа настанот и беше добро документиран. Споредете ги со записниците кои излега од Комисијата за европски прашања и од Законодавно-правната комисија. Еве јавноста нека спореди дали она што се случуваше, оние кои говореа и она што го пишува во записниците, дали истоветно. Не. Во записниците ќе видите дека се дискутирало по амандмани, а тоа не се случи. Одговорноста за водењето на записници
господине Талат, е ваша. Со тоа што дозволувате да се замолчи опозицијата, со тоа што дозволувате насилство и не го осудувате, вие дополнително ја урлисувате демократијата во Македонија. Не дозволувате да се разговара за етичкиот кодекс. Замислете ситуација. Талат Џафери го потпишал етичкиот кодекс, Талат Џафери е против етичкиот кодекс. Етичкиот кодекс важи за сите, освен за неговиот потписник. И да не ве чуди зошто е оваа интерпелација. И уште еднаш ќе ви кажам, повеќе од половина Македонија стои позади оваа интерпелација и тоа е факт кој треба да го знаете и тоа е факт од кој што не треба да бегате. Излезете на улица и да знаете, од тројца собрани луѓе, двајца сметаат дека државата ни оди во погрешна насока. Затоа што Талат Џафери, кој е потпишан на етичкиот кодекс, не сака да разговара за етичкиот кодекс. Талат треба да го спроведува деловникот. Што прави Талат? Го толкува деловникот. Пуштете која сакате седница и ќе видите самоволно толкување. Прашајте било кој малку се разбира од правото, ќе каже дека толкувањето е интелектуален напор за да се осознае вистинската намера на законодавецот кога донел тој акт. Меѓутоа, тоа за жал не важи за спикерот на нашето собрание, затоа што секогаш толкувањето оди во негова корист. И затоа веќе еднаш реков на почетокот, еден јас помеѓу минатото и иднината. Или ќе ни кажуваат приказки како било, а секогаш кога бараме да се почитува процедурата, зборуваме дека сме навлезени во некои процеси, кои што процеси никако да завршат. Денеска, уште еднаш ќе кажам, денеска ни се случува само срам и секојдневно тонење. И тоа е оваа интерпелација. И затоа, пред се, им се обраќам на пратениците од мнозинството. Бидете свесни дека повеќе од половина Македонија е за оваа промена. Бараат од вас да ја поддржите оваа интерпелација. Бараат конечно да почнеме да работиме во интерес на граѓаните. Бараат конечно да започнеме да извршуваме нашата надзорна функција. Доста и вие како пратеници се фрлавте како топовско месо пред интересите на министрите. Нека си ја понесат владата на Ковачевски, на невидливиот и анонимниот премиер на оваа држава. Нека си ја понесе одговорноста да разговараме и собранието да се ја врати достоинствено надзорната функција. Собранието да се ја врати достоинствено законодавната, правно-творечката дејност, која што треба и да се случува во комисии. За жал, се гледа дека вие се претворивте само во апарат за гласање и кревање два прста. Гласавте за дневен ред кој што не знаевте како изгледа. Гласавте за предлози кои што практично и не знаете. Гласате иако на ваши колеги пратеници не им се дозволува правото да бараат измена и дополнување на дневниот ред. И уште една работа, имате комисија за европски прашања и не ја почитувате одлуката за надлежностите на работните тела. Кога ни е најважна интеграцијата во Европската Унија, ниту една седница немаме одржано за информирање на јавноста за активностите за интеграција и пристапување во Европската Унија. А отворете одлуката за формирање на работни тела и ќе видите дека токму тоа е една од обврските на оваа комисија. Ниту една таква седница. За крај, уште еднаш ќе го повикам парламентарното вештачко мнозинство кое што е на стаклени нози. Послушајте го гласот на народот. Да започнеме да работиме за интересот на граѓаните, да почнеме да работиме за подобро утре на граѓаните и тоа да го направиме денеска, а не како Талат изгубени помеѓу минатото во потрага по некоја иднина која никако да дојде, затоа што денеска тој секогаш наоѓа начини како да ја искриви волјата на граѓаните. Бидете доблесни да ја усвоиме оваа интерпелација и конечно да залегнеме на законодавен дом. Ви благодарам. Реплика председателот на